Ваша Екселенцијо, амбасадор на Република Италија Карло Ромео, почитуван конзул на Италија во Македонија господин Стојан Витанов, почитувани представници на Италијанскиот културен центар Джакомо Леопарди од Струмица, почитувани советници и сограѓани, почитувани дами и господа, добро вечер. Задоволство е повторно, по кој знае кој пат, да се биде град домаќин на неделата на италијанскиот јазик и култура, која традиционално веќе 16-та година поред, секој октомври во годината се обележува во целиот свет. Особено импонира фактот дека Струмица е еден од трите градови во Македонија, покрај Скопје и Тетово, во кој на природен начин се обележува оваа недела. Ако се знае дека Струмица го има италијанскиот културен центар Джакомо Леопарди, ако Струмица го даде актуелниот италијански конзул во нашава земја, ако изучувањето на италијанскиот јазик во Струмица бележи евидентен подем, ако во Струмица е отворено првото италијанско ќоше во Македонија, и ако се знае дека општина Струмица низа години наназад има изворена соработка со амбасадата на Република Италија во Македонија, тогаш овој вечерашен епилог е повеќе од очекуван. Да се зборува за италијанскиот јазик и култура и нивното влијание во светски рамки е повеќе од значајно. Од памтивек до денешни дни голем број италијански композитори, ликовни творци, писатели, архитекти и други дејци ставиле препознатлив печат на своето време, оставајќи непроценливо богатство и наследство во севкупната лингвистичка и културна светска баштина. Тоа треба да се почитува и негова и од сегашните и од идните генерации широм светот. Токму затоа, колку и да се значајни италијанскиот јазик и култура во светски рамки, секогаш е добро да се работи на нивна афирмација и популаризација. Искрено се надевам дека вечерашниот настан во рамките на неделата на италијанскиот јазик и култура, која годинава се одвива под мотото италијанскиот јазик и креативноста, брендови и традиции, мода и дизајн, ќе го даде посакуваниот бенефит и дека белезите на Италија на најубав можен начин ќе бидат доближени до струмичката јавност. Особено се радувам што на показ ќе имаме креативноста на неколкумина струмичани кои токму во Италија стручно ги надградиле и усовршиле своите креативни афинитети. Поздравувајќи го овој убав настан, изразувам надеж за понатамошно негување и продлабочување на соработката помеѓу општина Струмица и амбасадата на Република Италија во нашава земја, која во иднина би резултирала со корисни проекти на взаемно задоволство. Ваша Екселенцијо, портите на Струмица ќе бидат широм отворени за вас и во наредниот период, меѓу другото и за следните изданија на неделата на италијанскиот јазик.